Добро вечер. Ова е дневникот на КТВ. Еве што ќе гледате вечерва. Во жижата на интересирањето на кавадарчани, на граѓаните на Кавадарци, меѓутоа и оние кои доаѓаат овде е комуналната изградба во градот последниве неколку денови. Еве сублимирано што се градеше овие денови во општина Кавадарци. Интензивно се работи на реконструкција на фекалниот колектор во должина од 560 метри на улицата Димката Ангелов Габерот во Кавадарци, инвестиција на јавното предпријатие Комуналец и самото предпријатие е изведувач на работите. Вчера се асфалтираше улицата Мито Хаџивасилев Јасмин со прв слој на асфалт, пошто ќе следува нивелирање на шахти и асфалтирање со втор слој во текот на наредната недела. Како што информираат од локалната самоуправа, претходно се реконструираше водоводната линија, како и атмосферската и фекалната канализација, што е во склоп на проектот од германската КФВ банка, а во соработка со општина Кавадарци и јавното предпријатие Комуналец. Изведувач на работите е фирмата Жикол. После 30 години за прв пат граѓаните од улицата Пане Иванов од местна заедница Слога добиваат пристапен поплочен пат од програмата за комунална изградба за оваа година. Овде изведувач е Градба Промет. Во функција се ставени семафорите на улица Шишка, на која дополнително се постави и семафор на кој заради безбедност и регулирање на сообраќајот со помош на јамки се активира црвено при излез на возилата од Општа болница Кавадарци. Исто така се поставени и семафори за пешаци, кои по потреба се активираат со тастер на истите, информираат од локалната самоуправа. Поставени се семафори со јамки и на улицата Вишешница, спој со населба Белкамен, кај капелата, кои веќе се во функција заради поголема безбедност и регулирање на сообраќајот во овој дел од градот. Комплетно е завршено новото игралиште кое е во склоп на спортски центар Јасмин, на кое беше поставена гумена подлуга, беа монтирани 11 фитнес справи, од кои дел се приспособени за лица со посебни потреби. Изведуваче Бетон Груп МИМ, информираат од општина Кавадарци. Вие сте со дневникот. Меѓу другото, во оваа емисија која би траела повеќе од 25 минути, сублимираме она што беше кажано во кратки црти на седницата или на трибината на противникот Панчо Минов во Кавадарци. Еве конкретно некои акценти од оваа трибина. Кога беше откупот, се донеси измена на програмата за финансиска поддршка на земјоделието во делот на лозарството, и таму се предвидија средства за овие 2 денари ако предадеш гројзе во винариите, за винариите субвенции што имат извезено наливно или вино во шише. И не знам од која причина, иако лани и преклани имаше, не се предвидила мерка субвенција 2 денара за оние лозаропроизводители кои што односно го имат предадено гројзето во откупувачи трговци за извоз во гајби што викаме. Дознавајќи го тоа, направив интервенција устна, после како што ме дал Господ на говорница и директно со министерот за земјоделие и со премиерот ги испровоцирав да од собранијска говорница кажат да, тоа Панчо Минов како пратеник што го бара, за да и 2 денара по килограм како мерка за тие што предале гројзе за извоз се предвиде, е во ред, правично. Пресметале дека кошта врз основа на тоа колку гројзе такво има предадено 6 милиона или 100.000 евра, и истото ќе биде како измена на оваа програма за финансиска поддршка, субвенции што викаме, изменето у вторник на влада, и нека ви е сустреќа на тие што имате такво гројзе предадено кај трговци и откупувачи за извоз, и вие ќе добиете по 2 денара по килограм субвенција.
Чувте дел од трибината на пратеникот Панчо Минов, која беше со цел да ги запознае граѓаните со буџетот кој треба да го донесе на високиот законодавен дом на Македонија за наредната 2023 година. А ние продолжуваме понатаму. Вчера во Кавадарци се одржа манифестацијата, би рекле, од многу успешен карактер, шеста поред, која организираше дружинието на лозари Винотека од Кавадарци. Учествуваа или се представија околу 25 представници, главно винари од градот Кавадарци, од Македонија, но и надвор од државата. Еве со кои зборови ги поздрави председателот на ова дружение, на дружинието Винотек, Јован Елернов. Благодарам сите што најдовте време да сите заедно овде на ова место ги пробаме производите на нашите вредни земјоделци, винари, дестилери, овоштари, да им се заблагодариме на нивниот труд, да им помогнеме нивните производи да најдат право место на домашниот и странскиот пазар. Вашиот вкус, дегустација на овие производи сигурно ќе најдат место да ги препознаете тие производи и да ги и конзумираме сите заедно, а и да ги препорачаме на нашите пријатели. Благодарам на производителите на вина и раки, значи на винариите и дистилериите, што се овде заедно со нас, љубителите на доброто вино, добрата ракија и добрата храна. Виното и ракијата идат со храната. Сакам да кажам дека овде е разноликост на производителите на вина и раки. Значи имаме присутни од најголемите домашни винари до средните производители, па семејни винари и индивидуални производители. Тоа е еден благодет. Ова здружение, чиј сум ја председател Винотек, се бори да ја шири љубовта кон виното, кон културата винска, кон винскиот туризам и сите други производи од грозје. Значи, покрај овие производи кои ги реков, ние тука имаме и маџун, а имаме и производи кои го пратат и виното и ракијата. Тоа се нашата здрава храна, производители на млечни производи, производители на тартофи, тоа е изненадувачко за сите може и нас, а тоа е добро. И овој настане по шести пат организирано овде, не овде, во Кавадарци. Овој пат овде, во овој објект Хотел Феним. И им се заблагодаруваме на домаќините кои не угостија, кои ни створија еден пријатен амбиент да можеме добро, пријатно се чувствуваме. Му заблагодаруваме и на нашиот музичар Борчен, кој со својот репертуар дискретно ќе направи таков амбиент да се чувствуваме пријатно. Многу ви благодарам што се сите тука заедно и што се дружиме. А дружбата е голем недостаток во последните години и тоа ни е многу потребно. Овој настан е, меѓу другото, има и таква цел. Да бидеме заедно, да се сретнеме кои не сме се сретнале многу време, да се дружиме, да направиме нови договори за соработка и за понатамошен соживот. Тука
се во гости по претименато Сдружение на ракијари од Војвода Степе од Војводина во околината на Кикинда. Сакаме и нив да ги поздравиме и да им посакаме добро дојдој овде и убав престој кај нас. Одем натаму со еден дневен настан кој се случи денеска, беше организиран во собранието на општината во градот Кавадарци, беше презентирана биолошката разновидност на Кожув планина. Посебен акцент се даде на живеелиштата на одредени видови. Колегата Данов беше на овој настан. Ние спроведовме проект финансиран од ТС Алумни програмата, како и програмата за поддршка на млади еколози доктор Љупчо Меловски на Македонското еколошко друштво. Проектите беа од тема за алшарските тамјанушки, проект за Дриоптериус, односно за машката папрат, а додека проектот од ТС Алумни гранд програмата беше за биодиверзитетот на Кожув. Истражени беа 27 локалитети и на кавадаричката и на гевгелиската страна, вкупно 27. И имаме доста податоци од кои изработивме абстракт, кој беше презентиран на симпозиумот на Истражувачкото друштво на студенти биолози во рамки на 6-тиот конгрес на еколози на Македонија порано годинава. Што на што може да се истакне значајно од сите овие истражувања што се направени? Значајно е да истакнеме дека биодиверзитетот на Кожув е навистина многу разновиден, диверзитетен, можам да кажам, и дека дефинитивно заслужува големо внимание поради големите антропогени притисоци, како градење на патишта, значи се каптираат водите за потреби на околни бачила, што, например, за блатните растенија е навистина штетно. Сега јас работам со растенија и тоа можам да кажам, колегите може да кажат повеќе за габите или за животинскиот дел. Така што навистина има голем антропоген притисок, има доста предизвици и некои закани по видовите и би требало да се реагира, меѓутоа пред тоа да се направи, мислам дека треба некои проекти со поголеми временски просторни размери за да знаеме дефинитивно со што изобилува Кожув, на што треба да се обрне поголемо внимание, што е приоритетно, кои хабитати се фрагментирани, кои се нарушени, така натаму. Така што сметам дека еве ова беше еден чекор кој го направивме во една правилна насока, па се надеваме дека во иднина ќе продолжат проектите на Кожув и дека ќе продолжат истражувањата за да се дознае повеќе за оваа планина. Ние учествувавме со наши паралелни активности, не конкретно во овој проект, бидејќи Екоживот, еколошка организација на територијата на општина Кавадарци и во регионот, работи на мониторинг на биолошката разновидност веќе неколку години. Имаме доста важни податоци за нашата територија, но најспецифичен и најнов податок е тој што веќе се актуализира Кожув како Натура 2000 живеалиште и ќе влеземе на таа мапа на европски Натура 2000 живеалишта. Тоа на таа Натура 2000 живеалиште е предложено врз основа на Европската конвенција за живеалишта, така да ќе се вклопиме во сите тие правила и нормативи на Европската Унија и ќе имаме една планина, се надевам ќе се сложи мојата колешка, која што ќе биде истовремено богата со биолошка разновидност на видовите и истовремено ќе биде и заштитена и на локално и регионално ниво ќе се даде соодветно внимание од наша страна, не само од страна на екологистите, туку од страна на општините кои што имаат допир со истата планина. Сепак планината е наши бели дробови, место каде што ги црпиме сите убавини, сите позитивни влијанија, така да вреде заедно со општината, со сектор животна средина, со инспекторатот да се потрудиме да биде што е можно повеќе конзервиран. Ние работевме веќе проект, наш представник заедно со Македонското еколошко друштво сме дел од обуката за Натура 2000 живеалишта и таа обука ќе трае 2 години, така да се надеваме дека ќе имаме соодветни познавања за сите тие методи, начини и процеси кои што во иднина ќе следуваат на локално и регионално ниво. За понеделник најавуваме голема крводарилска акција на
Сдруженијето на навивачи Лозари Исток, тие традиционално секоја година ја одржуваат својата акција која е најголема во текот на годината, најголема од, мислиме, собира најголем број на крводарители. Еве ги најавата за крводарителската акција која е закажана за понеделник, а ќе се одржи во собранието на општината. Под мотото "Навиваме за живот, донираме за живот", по јубилеен 10-ти пат ќе донираме крв за сите херои кои низ болниците ширум Македонија ги водат своите животни битки, информира денеска од навивачката група Лозари. Лозари, сите кои барем еднаш сте застанале под црвено-белото знаме на истокот, спортисти кои сте ја почувствувале нашата поддршка, навивачи и спортски работници кои сте пееле со нас од било кој дел од трибината, навивајте и донирајте за живот заедно со нас. Понеделник, 12 декември 2022 година, во периодот од 9 до 16 часот во големата сала при општина Кавадарци ќе се одржи крводарителска акција. Стои во поканата од навивачката група со напомена: секој што ќе сака да дарува крв со себе да понесе и документ за идентификација. Имаме една убава поволна информација за возачите. А возачи сме околу 20.000 луѓе во општина Кавадарци кои секојдневно со своите возила се обраќаат низ Кавадарчките улици. Дизелот од полнок поевтинува за 5 денари. Поголемо намалување ќе има кај бензините, информира денеска од Регулаторната комисија за енергетика. Евросупил од БС 95 ќе се намали за 3,5 денари за литар, евро супер од БС 98 за 4 денари, намалување ќе има и кај екстра лесното масло за 4,5 денари за литар, а кај мазутот М1 НС за 2,111 денари за 1 килограм. Денеска попладне ќе бидеме со Дедо Мраз, Кавадарчки Дедо Мраз. Еве ги најобичните податоци кои треба да ги знае секој семејство, бидејќи своите деца ќе ги однесе нормално кај Дедо Мраз за да се фотографира и да добие кеса. Денеска попладне Кавадарчкиот Дедо Мраз од семејството Вареловски започнува со својата Одисеја 2023. 25 години се навршуваат од неговата дејност во Кавадарци, неговата хумани дејност која со порака започнува вечерва, невообичаено 20 дена пред официјалниот старт на новата година. 50 деца од Прилеп кои потекнуваат од социјално загрозени семејства ќе бидат гости на Дедо Мраз од Кавадарци. Заедно со него ќе посетат винаријата Тиквеш и погоните на Кожувченка. Ако има и други изненадувања, се разбира, со нив ќе биде и на заеднички ручек. Дедо Мраз од Кавадарци од овој 10 декември па понатаму, се додека има интерес за неговото присуство, ќе биде секој ден заедно од 18 до 20 часот. Сместен е на улицата Дисанска над паркот во Кавадарци и очекува да го посетат околу 2000 деца од цела Македонија и надвор од неа. Тој за сите има подготвено пригодни подароци. Да знаете дека Дедо Мраз многу ве сака и ве чека во неговиот дом на улицата Дисанска во Кавадарци. Одиме со уште една информација која не доаѓа од ВМРО ДПМН. Во информацијата се најавува или се бара од владата да се откаже од идејата сметките за електрична енергија да се покажа за 15 од нова година. Односно за речи 13 од 1 јули 2023 година, велат од ВМРО ДПМН. Пратеничката група на ВМРО ДПМН, Коалицијата за обнова на Македонија, поднесе повеќе закони од текот на оваа недела кои што се од интерес на граѓаните. Со првиот закон бараме владата да се откаже од идејата сметките за струја да се покачат за 5% од нова година, односно за речиси 13% од 1 јули 2023 година. ДДВ за електричната енергија за домаќинства да продолжи да биде 5% во текот на целата една година, а власта нека намали со купувањето на струја од сумнителни фирми, нека се справи со криминалот и корупцијата која извере од АДСМ и ќе може граѓаните и во иднина да плаќаат иста цена на струјата која и во моментов е онака висока. Домаќинствата секој месец преку сметките за струја го плаќаат криминалот, корупцијата и неспособноста на Димитар Ковачевски, Крешник Бектеши и Васко Ковачевски. Вториот закон се однесува на мерката викенд без ДДВ. Предвидуваме секој викенд, додека трае кризната состојба, а тоа е 30 април 2023 година, за купените прехранбени производи граѓаните да добијат целосен поврат на платениот ДДВ. Државата прибира огромни средства по основ на зголемени цени и ред е да им се помогне на граѓаните.
Не бараме премногу, само данокот за храна да го вратат кај граѓаните. Само шака луѓе од владата ќе купуваат ајкули, делфини и китови, сите останати ќе купуваме леп, зетин, млечни, сувомеснати производи и така натака. И со третиот закон бараме износот на субвенција за студентскиот оброк да се зголеми од 120 на 160 денари. Инфлацијата кај храната е 30% и повеќе од неопходно е да се зголеми овој износ. Загрижувачки е веста дека само оваа година 800 студенти од Македонија се запишале на Универзитетот во Љубљана. Неквалитетното високо образование и катастрофалниот студентски стандард се причините за ваквите одлуки за студентите. Човек да помисли дека власта намерно го уништува високото образование за младите да се мотивирани да се иселуваат. Ја повикуваме власта и мнозинството да ги прифатат овие предлог закони без дополнителни игри и одлагања. Крајно време е граѓаните да бидат приоритет на власта наместо криминалот, корупцијата и расипништвото. Ви благодарам, доколку имате прашања, повелете. Денеска на релација СДСМ ВМРО ДПМН од Росуман имаше препукување или две информации. Во првата се даде соопштение од страна на општинската организација на СДСМ Кавадарци, а во другата од ВМРО ДПМН демантираат. Еве ги двата текста. Александар Николовски од ВМРО ДПМН зборува дека градоначалникот немал решение за инфраструктурните проблеми, па да го прашаме дали знае дека токму плоштадот пред штабот на ВМРО ДПМН е направен изминатава година. Дали Николовски погледна и праша колку улици моментално се реконструираат или се веќе реконструирани. Тој зборува за проблемите на земјоделците, а заборава дека токму владата, предводена од СДСМ, исплати приближно 1 милион евра по основ на обештетување. Зарем Николовски не се сеќава дека исплатените средства за 2016 година од владата на СДСМ се средства што тие им ги должеле на земјоделците. Дали можеби и поставувањето на првата од трите мерни станици значи негрижа за земјоделците? Зошто никој не го информирал Николовски дека местните заедници се повеќе од било кога вклучени во функционирањето на општината и дека околните села не се заборавени? Училиштето во село Сирково за прв пат доби парно греење. Главната улица во село Трстеник се реконструира. Базенот за водоснабдување во село Камендол е саниран и реконструиран. При крај се активностите за проширување на јавната општинска установа Детска градинка Праскичка. Подпишан е договор за уредување на просторот покрај течението на Црна река. Делот околу зградата на општината доби целосно модерен изглед. Имаме подобро улично осветлување. Делот кај џамијата на самиот почеток на мандатот беше расчистен и поплочен. Дали се во ова значи дека градоначалникот нема решение за проблемите и потребите на локалното население, прашуваат во соопштението од општинската организација на СДСМ Росуман и додаваат: очајно е да се замижува пред се она што е изреализирано, а уште поочаен е обидот, ширејќи лаги и собирање на политички поени. Попусто е, граѓаните на општина Росуман знаат најдобро, се вели во соопштението од СДСМ. Почитувани, ве замолуваме да испаднете од вашите розеви на очари. Пред една година на сметката на општината имаше над 30 милиони денари, но што работите вие? Како тендерите паѓаат нешто слично како презреани круши се додека не ги добие фирма ваш миленик? Како секој проект го работат подизведувачи ваши миленици? Но да почнеме проект по проект. Уредување на џамијата, проект тендериран 2021 лето, тоа ако е проект за фалење, браво за вас. Фамозна партизанска е во некоја почетна фаза, немаше машини, не се работи, но веќе префрлени околу 43.000 евра на изведувачот. Фамозната улица во Трстеник, позната во јавноста како улица Тргни застани или Кал до колена, веќе исплатени околу 25.000 евра на изведувач што не ни знае каде е Трстеник. Камендол, санација на базен за водоснабдување, што би рекол еден ваш идеолог, ајде е мајката. Околу 10 цигли и канта поликолор, околу 6.000 евра. Да ви кажеме збор или два и за мерните станици. Општинската организација на СДСМ Росуман објавиле дека е поставена една, ама не е една, туку се многу повеќе. Толку знаете за проектот затоа што ни сте го аплицирале, ни сте го реализирале. Проектот е аплициран од страна на Центарот за развој на Вардарски плански регион,
а финансиран од Бирото за регионален развој. Општината ниту го тендерирала, ниту го реализирала. Вакви мерни станици се поставени во Росоман, Кавадарци, Неготино и Демиркапија, ама не ви се лутиме, толку знаете. И за крај да ве прашаме, што со средствата во висина од 580.000 евра, обезбедени уште 2019 година од страна на Светска банка за Росоман за реконструкција и изградба на улици, пред 3 месеци објавивте ќе се реконструира улица Гоце Делчев или можеби ја завршивте без да знаеме. Се вели на крајот во реакцијата од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Росоман. Следува богата спортска хроника во Дневникот. Од повеќе спорт имаме најави на средби. Започнуваме со фудбалот, тоа е најинтересно со оглед тоа што престануваат уште неколку кола до крајот на оваа полусезона во првата и во втората лига. Тиквеш од Кавадарци, ГФК Тиквеш му гостува на Академија Пандев. Овој викенд завршува фудбалската 2022 година во Македонија. Второлигашите утре ќе го одиграат 15-тото коло во кое ќе се сретнат Беса Пехчево, Саса Пелистер, Гостивар Караарман, Воска Борец, Беласица Охрид, Слога Плачковица, Тетекса Ресими и Вардар Кожув. Ако фаворитите ги оправдаат очекувањата, тогаш Гостивар ќе остане на врвот на табелата и ќе биде есенски шампион, а Вардар и Воска ќе го следат во чекор. Прволигашите во недела ќе го одиграат 18-тото коло. Сите средби почнуваат од 13 часот, а паровите се Силекс Македонија Ѓорче Петров, Брегалница Победа, Струга Скопје, Работнички Шкупи, а екипата на ГФК Тиквеш рехабилитација по поразот од Силекс ќе бара на гостувањето во Струмица кај екипата на Академија Пандев. И двете екипи ја посакуваат победата. Струмичани за бегство од дното, каде засега имаат само 12 бода, а кавадарчани за опстанок на врвот, каде засега собраа 23 бода. Есенски шампион е Струга, која засега има 5 бода повеќе од Шкупи. Сезоната треба да продолжи на 18, односно 19 февруари следната година. Имаме најава и за ракометен надпревар кој ќе се игра во Кавадарци. Инаку овој надпревар во кој настапува нашиот суперлигаш ГФК, односно ГРК Тиквеш, го пречекува тимот на Кичево, а Вадра од Неготино игра со Партизан. Овој викенд се игра елиминационото коло од националниот ракометен куп на Македонија. Всушност веќе се одигра еден надпревар во кој Бутел го декласираше тимот на Јехона со 53-30. Денеска своите средби ќе ги одиграат Вардар Мултиесенс, Аеродром Овче поле, Тиквеш Кичево и Вардар Неготино Партизан Гевгелија. Утре сабота ќе се сретнат Јуниор Кисела вода Драчево, Алкалоид Астраион, Голден Арт Овче поле, Охрид Младост, Скопје Бисинов, Радовиш Преспа, Еврофарм Пелистер Текстилец, Струга Македонија Ѓорче Петров, Еврофарм Пелистер 2 Шампион и Прилеп Металург РА. Додека во недела својот надпревар ќе го одиграат Куманово и Голден Арт КЛ7. Победниците на овие 16 дуели, потоа со жребка, ќе бидат поделени во 4 групи со по 4 екипи, а победниците од групите ќе се пласираат на Final Four завршницата. Бележиме и настана од кошарката. МКК Евроникел во недела го пречекува Гостивар, Пробаскет игра дома со Крива Паланка, а Јанбор гостува кај Ринија. И кошаркарските надпревари влегуваат во завршна фаза за оваа календарска година. Во првата машка кошаркарска лига овој викенд ќе се одиграат средбите од 8-то коло. Утре сабота ќе играат Куманово ФМП и Струмица ТФТ. Во недела ќе се сретнат Феникс Пелистер, Чај Работнички и од 18 часот во салата Јасмин Евроникел ќе го пречека тимот на Гостивар. Кожув и МЗТ својот надпревар ќе го одиграат во понеделник. Девојките од групата А ќе го одиграат предпоследното 7 коло за оваа календарска година, паровите се Бадел Гризли, Струга МЗТ, дербито ќе го одиграат Баскет Ками Вардар,
а утре сабота од 15 часот и 15 минути во салата Партизан, екипата на Про Баскет ќе го пречека тимот на Крива Паланка. Во групата Б на програмата е деветото коло, во кое ќе се сретнат Спорт тим Патриот, Куманово Гостивар, Шкупи Пелистер, а во недела екипата на Ринија ќе го нагости тимот на Јанбор. Во ова емисија најавуваме и нешто од стрелаштвото. Се одржува четвртиот куп во стрелаштво во Битола. До крајот на календарската година кавадаричките стрелци ќе имат уште само еден настап. Изминатиот викенд во Битола се одржа четвртиот куп во спортско стрелаштво, а стрелците од стрелачкиот клуб Кавадарци се вратија со следниве постигнати резултати. Лилјана Илиева го освои второто место со резултат од 609,6 кругови. Лина Нојкова го освои осмото место со 596,1 круг. Никола Караѓорđев го освои петото место со 585,2 круга и Билјана Караѓорđева го освои третото место со 529 кругови. До крајот на календарската година за кавадаречките стрелци им преостанува уште петтиот куп, пошто стрелците ќе заминат на краток, но заслужен одмор. Кон крајот на оваа емисија, чујте и какво време не очекува денеска, утре и наредните денови. Времето ќе биде претежно облачно со повремени врнежи од дожд, особено попладне, а во текот на ноќта наместа ќе бидат пообилни. Ќе дува умерен до засилен ветер од југоисточен правец. Температурата ќе биде невообичаено висока за декември, ќе се движи до 14 степени. За време на викендот ова подрачје ќе биде под влијание на влажен бран, што ќе предизвика времето ќе биде облачно со врнежи од дожд. Врнежите ќе бидат пообилни од утре попладне до недела, а на места ќе бидат и поројни со врнежи од над 30 литри на метар квадратен. Ќе дува умерен до засилен јужен ветер, од понеделник пак ќе има заладување кој што ќе услови врнежите да преминуваат во снег, а во попладневните часови, како и навечер, се очекуваат слабе врнежи од снег и во некои пониски места, особено во северните делови на Македонија. И тоа би било се во оваа информативна емисија, која, како што реков, ќе трае подолго од вообичаениот термин. Ви благодарам за вниманието на оваа информативна емисија. Спремаме за утре сабота, а со оглед на богатиот број на настани ви препорачувам да следите и спорт во салата Јасмин во Кавадарци. Екипата која подготви оваа емисија ви посакува пријатна вечер.